Оваа година нема да има полагање на матура, се укинува и државната и училишната матура, но и завршниот испит во средните училишта. Но министерот за образование Адеми појасни дека сите средношколци ќе добијат диплома за завршено средно образование. Ова е мерка која ги засега учениците од завршните години во средните училишта. Тие се ослободуваат од полагање државна матура, училишна матура и завршен испит за учебната 2019-2020 година. Сите ќе добијат диплома за завршено средно образование, која ќе има важност како и дипломите издадени во изминатите учебни години. На овој начин сакаме да им помогнеме на сите нив да го елиминират стресот од подготовка за полагање на својот последен средношколски испит во овие вонредни околности и да им овозможиме да ја започнат потрагата по соодветен работен ангажман или пак да го продолжат своето образование на повисоко академско ниво. Учениците не се враќаат во училишните клупи до 10 јуни. Министерот за образование Адеми соопшти дека основците и средношколците продолжуваат со настава како и досега, преку интернет од дома. Учениците од основните и средните училишта до крајот на учебната година не се враќаат во училишните клупи. Тековната учебна година до крај ќе продолжи да се реализира преку организирање на далечинско учење, односно учење од дома. Така што учениците нема да се вратат во училишните клупи до 10 јуни. Апелирам и ги охрабрувам сите учесници во воспитно-образовниот процес максимално да се ангажират и продолжат да ги извршуваат своите обврски и да дадеме еден заеднички придонес за квалитетот на далечинското учење да се издигне колку што е можно повеќе над оптималното ниво. Во однос на високото образование, министерот за образование и наука Адеми рече дека на факултетите ќе може да се запишат студенти со диплома за завршено средно, лица што положиле државна матура или меѓународна матура во учебната 2018-2019 година, како и лица кои завршиле средно образование пред воведување на условите за полагање на државна матура. Уписите на првачињата наместо во мај ќе почнат од јуни, но во следниот период ќе се утврди начин по кој што ќе се врши уписот и во средните и во основните училишта. Градоначалникот пак на општина Велес, Аце Коцевски, на вчерашната пресконференција го пренесе заклучокот донесен од средбата со директорите на училиштата, градинката и ученичкиот дом, при што информираше дека многу добро функционира наставата на далечина во сите општински, основни и средни училишта. Има проблеми со одредена категорија на ученици кои потекнуваат од посиромашни семејства, затоа што родителите немаат средства да им обезбедат таблети, лаптоп, компјутери или паметни телефони. Заради тоа правиме напори дел проблемот да го решиме со распределбата на овие таблети и дел се одлучивме да ги преинсталираме малите лаптопи, односно таблети што ги поседуваат училиштата, ако и не се во функција, за да може и тие да ги ставиме на располагање. И исто така картичките кои ги доби Центарот за социјални работи за интернет, за одредени категории на население, добро ќе ни дојдат, затоа што преку нив ќе може децата чии родители имаат мобилни телефони, да имаат бесплатен интернет, за да може наставата да ја следат на тој начин. Воедно, градоначалникот ја соопшти констатацијата дека 3/4 од наставата е уредно завршена и дека до крајот на учебната година ќе се заврши целиот материјал. Исто така тој соопшти дека се почнати подготовките за следната учебна година. Би сакал да ве известам за податоците. Во 2018-2019 учебна година сме имале 558 првачиња, во учебната 2019-2020 509, за следната учебна година не знаеме точно колку ќе се запишат во Велес, но според податоците што ги имаме од матичната служба, од Министерството за образование, исто така, бројката на првачиња кои очекуваме да се запишат во нашите училишта е 489, тоа значи дека постојано трендот на опаѓање продолжува. Од нив 401 ученик иден се родени во Велес, а 88 се родени во Скопје, односно во другите градови, болници, каде што нивните родители се одлучиле да се изврши породувањето.
Градоначалникот Аце Коцевски изјави дека ќе започнат и подготовките со интернатот како и сите други установи за успешно дочекување на следната учебна година.